Здраво, нова епизода пуштивте. Здраво, здраво. Добар избор. Добар избор, бидејќи имаме гостин кој има напишано книга. Не, денешниот гостин има напишано многу книги, ако не се лажам. Не е тоа една книга. Се работи за доктор Горан Илич, кој ни доаѓа од Битола, така? Да. Горан има импресивна една биографија која да не ти ја касапам, ќе ти дозволам у една минута да ни раскажеш во кратки црти твоето мини CV, да ни го кажеш. Ти благодарам, Жере. Ова е мојата втора книга. Сега е веќе во процес на издавање на мојата последна книга, која се нарекува International Relations and the European Union, Values Before Power. Пишувана на англиски јазик, бидејќи сакам да ја направам достапна до пошироката читателска публика и надвор од македонски граници. Во секој случај, тематиката која што се обработува е меѓународна и од тие причини беше многу логично да пишувам на англиски јазик. Така. Рецензенти на мојата нова книга се двајца еминентни професори, едниот е Дариус Милзарек од Универзитетот Варшава, од Полска, а другиот Ион Хорга од Романија, Универзитетот во Орадеја. Двајца се истакнати научници, професори, експерти од областа која што третира мојата книга, Так. тоа е Европската унија во тој нов меѓународен контекст или во меѓународните односи. Во однос на моето, кратко некој резиме, морам да кажам дека досега има објавено голем број на научни трудови, неколку книги, земајќи во предвид и последната книга која што е во процес на техничка веќе обработка пред пуштање во промет, која што треба да оди во електронски формат најпрво, бидејќи тоа ми беше желба са современи технологии, софистицирани технологии. Ќе биде издадена преку германски издавач за електронски книги. Инаку во меѓувреме сум го формирал Институтот за истражување европски студии со седиште во Битола и го водам научно списание Journal of Liberty and International Affairs, кое што представува меѓународно научно списание рецензирано од странски рецензенти и кое што за среќа има голем интерес од светската академска јавност, кои што имат интерес и потреба да објавуваат своји научни трудови. Патем кажано си декан на правен факултет, знаеш како меѓу Свети редови. Климент Охридски во Битола, нели? Да, и патем кажано сум декан на правниот факултет во рамки на Битолскиот универзитет. Баш супер. И ајде уште едно нешто морам да дополнам, и музичар е човекот. Тапанар, нели? Точно. Јас секогаш почитувам музичари. Од моето искуство, секој што е музичар е добар човек. Ја немам сретното, ај размисли и кажи лош бубњар, пример, лош тапанар. Нема, сите се добри луѓе. Нема точно тоа. Се согласувам. Го делам твоето мислење. Сега и новата книга, и оваа книга, апсолутно поврзани со Европска унија и затоа и генерално решивме да те викнеме тука, бидејќи организацијскава некоја структура на ЕУ делува многу комплексно. Точно. Нас не Така да. плаши некако кога ќе видиме леле. Дали имаме време да ја поедноставиме некако, да ја објасниме, а при тоа суштината да ја разбереме перфектно, не мора да влеземе у некои големи детали, но после овие 30 на 40 на минути да ни биде јасно зашто се работи. Можеме тоа? Ќе се обидам во секој случај. Сара, пукај, ајде, Да, почнувај. Ајде, јас не знам, прво сакам да знам што е разликата меѓу Совет на ЕУ и Европски совет. Например. Добро, морам да кажам најпрво вака да се надоврзам на Жаре. Со Европска унија се занимавам, цел мој научен опус е во делот на Европската унија и нешто во мал дел идеологиите. Инаку се занимавам со изучување на Европската унија од прилика 15 години. Така да тоа ми е пасија на еден начин. Так, ја следиш еволуцијата. Јас следам и еволуцијата на Европската унија, ме интересира нејзиниот историјат, идеите за настанување на некоја форма на европска интеграција, идеите на таа обединета Европа, така да своевремено сум бил и подпредседател на младите европски федералисти на Македонија. Така да и како активист на еден начин сум учествувал во сите тие активности поврзани со тој евроинтегративен процес, поготово во оној период кога се изработуваше и кога се полагаше голема надеж во сега пропаднатиот Европски устав, кој што пропадна на референдумското изјаснување во Франција и Холандија во 2004 година. Така да долго време на начин сум во оваа проблематика. Инаку во однос на комплексноста, дефинитивно таа представува комплексна структура, од повеќе аспекти комплексна структура. А инаку прашањето кој што ми го постави, кој е разликата помеѓу Европскиот совет и Советот на Европската унија, тоа е секојаш прашање кое што кога започува семестарот, кога го предавам предметот на мојот правен факултет,
политички систем и право на Европската унија, секогаш настојувам тоа најпрво да го кристализирам помеѓу студентите. Па да продолжиме. Кој одлучува? Понатаму можеме да продолжиме секако, кога секако во оној сегмент кога ги третираме институциите на Европската унија, бидејќи навистина често пати за пошироката јавност тие прашања се збунувачки. Да. И нејасни, и не се прави разлика, земајќи во предвид дека постојат многу институции во Европа кои што носат назив Европски совет, например. Кога зборуваме за Европскиот совет и за Советот на Европската унија како институции на Европската унија, мора да земе во предвид дека Европскиот совет како институција настанува со стапувањето на сила на Лисабонскиот договор, тој е последниот договор кој што е сега на сила како конститутивен договор на Европската унија, веднаш донесен по падот на Европскиот устав или по неуспехот за донесување на Европскиот устав. Европскиот совет представува буквално една институција во која се составени шефовите на држави и на влади на државите членки на Европската унија, значи претседателите и премиерите. Значи, зависно Меркел, во која држава точно. Меркел, Макрон и сите останати, Точно. вака за поедноставно да ви Точно, кажеме. точно. Додека Советот на Европската унија представува совет или институција во која што се застапени министрите од државите членки на Европската унија, инаку тој иницијално настанува како совет на министри за надворешни работи, но потоа со текот на времето еволуцијата на Европската унија се тематизира. Сега заседава во така наречени тематски конфигурации, односно зависно на која тема се дискутира, така или тој ресорен министер присуствува од конкретна држава членка. Значи Ако се вие дискутира, за внатрешни си се за внатрешни. точно. Така. Другите да речеме. За земјоделие, Тие за си транспорт и врски, за транспорт и врски. Порано било само кој? За надворешни работи. Само надворешни. Само за надворешни работи. Инаку со Лисабонскиот договор во рамки на институцијата наречена Совет на Европската унија, ќе објаснам и други кои што се карактеристики Така. клучни разлики помеѓу овие две тела, е тоа што постоеше така наречен Совет за надворешни и општи работи. Со Лисабонскиот договор ова тело, кое што беше во рамки на Советот на Европската унија, уште е совет во рамки на Советот, Многу совети. Точно, многу затоа е Замисли збунувачки. колку советници. многу совети, па и не многу, не многу. Да. Се двои на два дела и сега имаме Совет за општи работи Така. или Council for General Affairs и Совет за надворешни работи. Со Советот за надворешни работи, согласно Лисабонскиот договор, го води или претседателствува високиот представник на Европската унија за надворешна безбедносна политика. Тоа е целокупниот назив. Значи има долг еден назив, така да би го користил терминот висок представник или high representative, да не се повторувам на секој кажувајќи го тој назив на ова институција. Инаку основната клучна разлика покрај форматот на овие два совети е тоа што Европскиот совет секогаш по дефолт за клучни прашања одлучува со едногласност или со принципот Консензус. the principle на unanimity. Да, со консензус. А додека пак Советот на Европската унија по правило одлучува со просто мнозинство и тука имате уште други типови квалификувано мнозинство, засилено квалификувано мнозинство За и различни едногласност, односно консензус. Но точно за различни прашања, но во принцип одлучува со просто мнозинство. И тоа е суштествената разлика покрај форматот помеѓу овие два совети. А може чисто упростено каков тип на одлуки носи? Например, за преговорите, Чисто да бидејќи видим. сега се актуелни, кој ги носи тие одлуки? Да, кога дискутираме за Европскиот совет, само што ова да кажам, Европскиот совет до стапувањето на сила на Лисабонскиот договор не беше формално правна институција на Европската унија. Тој постоеше и кога зборуваме за самити на ЕУ, тогаш мислиме ние всушност на форматот на Европскиот совет, каде што се застапени шефовите на држави и на влади, претседателите и премиерите. Така. Со Лисабонскиот договор ова тело добива институционална форма и станува веќе составен дел од таа институционална, точно, и структура на Европската унија. Согласно Лисабонскиот договор, како устав на ЕУ, во моментов Европскиот совет е задолжен за креирање на главните стратешки правци на Европската унија. Додека пак одлуките кои што ги донесува во стратешки битните сегменти, ги донесува со едногласност или консензус. Например, пристапување точно така за членувањето, тоа спаѓа во категоријата на enlargement policy или политика на проширување, која што е дел од таа поширока заедничка надворешна безбедносна политика на Европската унија и тука во овој дел одлуките се донесуваат со едногласност. Македонија тука имаше проблем со Европскиот совет, кога во многу наврати, не знам, едно време ги броев колку пати имаме обид да добиеме датум за отпочување на преговори, но тука
спаѓаше во вода токму во ова тело. Зошто? Бидејќи во ова тело се сите држави подеднакво и рамномерно представени со своји представници. Многу интересно што не само Македонија што имаше таа лоша судбина, да кажам, туку тоа се случуваше, например, со една Велика Британија, која што сега пак не е членка на Европската Унија. Тоа во моментот на нејзината акцесија или пристапување кон Европската заедница тогаш, Добро, тоа кога на власт беше Шарл де Гол во Франција, кој што, 60-тите години, Добро. кога Франција остро се спротивставуваше на приемот на Британија, точно, во друштвото на Европската заедница, сметајќи дека Британија не припаѓа во што се нарекува Европа. Или како што кажуваше самиот и де Гол и неговите протагонисти, Европа од Атлантикот до Урал, но и на север до Доверскиот теснец. Тоа е баш границата природната помеѓу Франција и Велика Британија, и тогаш се воспостави еден принцип, лош принцип, или политика на празно столче, како ова овде, the policy of empty chair, што значи дека не мора определена држава членка на Унијата во Европскиот совет да гласа против, таа може да не се појави. И автоматски одлуката не може да се донесе. Како на суд, што е никако. Не како на суд, но доколку не се појави определена држава членка за време на самитот, во тоа време самити, одлуката не може да биде донесена. Значи таа демонстрира да не се појават. Имат потполно суверено право да не се појават. Точно така. Така и Македонија беше во слична позиција. А како изгледа физички тоа? Пример, председателот на Грција крева рака и вика ја не сум неќам. Како изгледа? Баш така. Или да не се појави, веројатно. Или да не се појави, или гласа против, односно не гласа, не мора да гласа. По 28 кога беше Британија, например, 27 може да гласат за, Грција не мора да гласа. Не мора да гласа. Сепак, инаку ова тело е тврдо политичко тело, Европскиот совет, и представува она што се нарекува интерговерментално тело, или на македонски меѓудржавно тело, бидејќи таму се артикулира суверената волја на државите членки на Европската унија, и затоа постои такво право, кое што може нас да ни звучи чудно, знае да биде проблематично, бидејќи ова тело, како што кажав, или оваа институција, представува една од институциите каде што има овластување за криење на главните стратешки приоритети на Европската унија. И тука е проблем. И во функционирањето на Европската унија, јас ја напишам еден научен труд. Тоа ќе биде тоа е проширен истиот во мојата нова книга. Сушност го лоцирам проблемот на сегашното функционирање на Европската унија или на Лисабонска Европа, меѓу другото и во Европскиот совет како институција, бидејќи на таков начин со вградувањето на оваа институција во таа архитектура институционална на Европската унија во голема мера се суспендираат обидите за создавање на супранационална Европа, наднационална Европа и демократска Европа. Ќе објаснам како што биле идеите во основа, и на ваков начин Европската унија останува да биде заложник во рацете на државите членки. И затоа кога Македонија не успеваше да добие датум за почување на преговори, односно добие согласност од Европскиот совет за да оди понатаму, ја секогаш кога давав изјави по медиумите, беше дека не Европската унија е она што не дава, туку државите членки се оние кои што не допуштаат Македонија да оди понатаму, а не Европската унија, бидејќи Европската унија тука нема никакви инструменти по тоа прашање. И тука треба, и секогаш треба да знаеме да правиме разлика помеѓу она што е политика и волја и интереси на Европската унија наспроти политика, волја и интереси на државите членки. Така што може да биде различна во текот на годините во однос на менувањето на властите на државите, да речеме различни политики. Апсолутно, да, различни политики, и Европската унија на пример не е позната по своето единство во однос на клучните стратешки прашања, туку напротив е позната по своето неединство, често пати. Дебатирање, незаземање на став. Бидејќи клучните политики или политички области во рамки на Европската унија се доверени и се уште се во рацете на државите членки. Затоа одлуките се донесуваат со едногласност. Не се донесуваат ни со просто мнозинство, ниту со квалификувано мнозинство. Интересна тема и затоа малце ќе рипаме и немој да не замериш. Пример, дали тоа значи дека одредени земји што се помокни се буткаат малце повеќе на раце, знаеш, го има тој задкулисен момент на Сигурно. На маргините кога ќе се сретнат што викаат по медиумите. Всушност на маргините се креира политиката. Така? Точно така. И си ги користат, мислам, тоа е евидентно во работењето на ЕУ дека Конкретно во Европскиот совет, да. Да. Конкретно во Европскиот совет и во советот на ЕУ, но во секој случај таму се министри, во голема мера ќе ги слушаат инструкциите од своите шефови,
на држави или влади, но клучно тело кое што е проблематично поради ова што го спомена е токму Европскиот совет. Јасно. И меѓу другото седниците на Европскиот совет се водат ин камера, тоа значи приватно зад затворени врати. Значи тука нема некоја јасна транспарентност. Медиуми И нема. тука всушност има медиуми на ниво на не знам, на лиферување на определени Да, информации. ама тука, нели, за Не, и она што е спорно кај Европскиот совет е тоа што кога зборуваме ние за демократски дефицит кај Европската унија, нетранспарентност, тогаш треба да мислиме токму на Европскиот совет. И меѓу другото, од призма или од аспект на Европската унија, Европскиот совет е тотално недемократско тело, бидејќи никој од граѓаните на ЕУ не ги избрал тие луѓе. Тие се национални политичари. И всушност државите членки на таков начин ја приграбиле власта од ЕУ во своји раце и ја бетонирале својата позиција. И затоа познатиот социолог Ентони Гиденс, инаку англичанец базично, во една од неговите последни книги, тој вели дека дојде време кога треба да размислуваме да создадеме Европа на европејците, а не германска Европа, не француска Европа. Тоа е она која што точно така, зависно која менеджира Европа, така таа се моделира. Значи мора да дојде време кога ние треба да создадеме првата европска универзална република, која што меѓу другото како таква идеја уште од времето на Имануел Кант, кога тој изборува за таа универзална република и понатаму како што еволуирала таа идеја зависно од околностите, од приликите на европскиот континент и светот, таа се моделирала. Стигнувајќи се до Втората светска војна, создавање и после крајот на Втората светска војна, создавањето на движењето на европските федералисти од страна на Алтеро Спинели, понатаму еден од татковците на европскиот современиот европски федерализам и татковците на Европската унија, понатаму Жан Моне, Павијено Колорни, Ернесто Роси, Марио Албертини, Јан Фуере и така натаму, сите оние луѓе, политичари, мислители, идеолози, активисти, кои што верувале, оставиле печат и верувале во таа идеја за обединета и федерална Европа. И ќе се вратиме на моментот како се и на Европарламент и како ги бираме, нели, представниците и така натаму, но лично сакам да те прашам, како човек што ете толку години следиш, верувам дека си за таа некоја европска обединета, европско обединување и се, како се чувствуваш со развојот на настанија на нашава држава од аспект на дека ете како што кажа и сам толку сме се обидували. Еве сега дојдовме до моментот да конечно добиеме отворена врата. Знаеш како гледаш на работите? Онлайн, добро и со НАТО и со ЕУ започнаа веќе онлайн, значи на едно повисоко ниво ние почуваме, веројатно го чекавме моментот. Не, мислам дека тоа е одлична можност за Македонија во секој случај. На прво приемот во НАТО како полноправна членка и сега отпочнувањето за преговорите за членство во ЕУ. Јас сум оптимист, да припаѓам на тој табор на оптимисти за кој што сметам дека за многу поскоро време ќе станеме полноправна членка, од што некои викаат дека за 10, 15, 20 години, 30 години. Кога ќе биде? Видете, членството во Европската унија покрај оној бирократски и административен дел, сепак е политичка одлука. Тука да не се лажиме. Така. Значи, суштината на функционирањето е што? Политичко пазарење помеѓу државите членки на Европската унија. Во голема мера нам ни помогна и Германија, како држава членка на Унијата, како главна држава членка на Европската унија, наспроти на Франција, која што на еден многу бизарен начин го обструираше отпочнувањето за преговори со Македонија. И на еден многу бизарен начин, самиот Емануел Макрон, за кој што верува дека прогресивен политичар, либерален политичар со пошироки, точно така, со пошироки погледи на свет, сваќање за Европската унија, тој настапи тврдо, да речам, и еврофедералистички дури настапи во однос на Европската унија, многу ми изненади во самиот почеток. На крајот кога се случи со Македонија, тоа ме навистина негативно ми изненади, ме фрапира, бидејќи сега знаете кога вие најголем дел од европскиот континент веќе вие интегриран. Сега вие на кој останува да покажувате сила? На малите немоќни држави. Дел од Балканот и кои се на истокот останува уште Украина, Грузија, во тоа е перспективно. На кого вие му демонстрирате сила или му демонстрирате нови принципи на однесување, откако вие веќе цела Европа, Централна Источна Европа
ја ставивте во тоа семејство. Влезе во Точно така. друштвото. Сар, ќе те оставам само прашам само уште една работа. Може ли од аспект дека ги знаеш, работи и ги следиш долго време, да ни даеш едно некое розово сценарио како малечка држава би требало да изгледа нашиот процес, ултимативно влегувањето и општо наша улога у толку големо друштво? Како лично сметаш дека ќе биде онака, да речеме, после 20 години да си речеме супер беше овие 20 години претходни, топ бе. Да. Добро, процесот на пристапување кон Европската унија, тој е и во дел и политички и административен. Во однос административен дел ќе се цени досега Македонија колку во која мера го прифатила законодавството на Европската унија, некаков начин го спровела, што останува понатаму и така натаму. Паралелно оди, што на хартија од емисија Да, на хартија дека сме супер. Што на хартија сме окей, според некои дури ние имаме прифатено и поголем квантум на законодавство него ли самата Хрватска која што е полноправна членка во Европската унија. Тука сакам само да појаснам да нема дилеми, има разлики во движењето на секоја членка, но и во секој аспирант за членство, односно апликант во Европската унија. Знаете, Британија беше долги години членка на Европската унија, но многу малку учествуваше во политиките на Европската унија во некои области во кои што пример Македонија не е членка, но сме учествуваме или на еден начин придонесуваме или прифаќаме пак законодавство кај Европската унија. Тие во рамки на Европската унија таквите начини на однесување се нарекуваат opt-ins и opt-outs, значи вклучува или исклучување на определена држава членка од определена област и определена политика во рамки на Европската унија. И тука всушност се зборува за таа Европа со повеќе брзини. Таа Европа со повеќе брзини досега постои. Бидејќи не секоја држава членка максимално и во целина учествува во сите области. Значи ни еден accession не е ист. Не е. Ниту accession, ниту пак внатрешно однесување на државите членки не е точно така. Не е исто и тука може да се каже дека Европската унија има целосно флексибилна структура. Значи таа нема монолитна единствена структура која што сите мора да ја следат. Туку таа е флексибилна по природа. Например, Британија не учествуваше ниту во монетарната политика на Европската унија, така да го немаше еврото за своја платежно средство, остана на својата британска фунта. За разлика од некои други држави кои што веднаш го прифатија Европата, Германија, да кажеме. Понатаму не учествуваше во многу политики кои што се клучни во здравствените политики, во социјалната политика и така натаму и така натаму. Инаку во делот на најголемата кохезивност во рамки на Европската унија можам да кажам дека е политиката на земјоделие, земјоделската политика и тука некако најмногу внимание се посветило досега, бидејќи веројатно тоа е поврзано со храната и така натаму со стандардот на живење на граѓаните на Европската унија. Но во сите останати области, навистина различно од област до област, како се поставени работите, како се однесуваат државите членки. Тука затоа можам да кажам дека Европската унија во принцип важи или гласи за постмодерен субјект. Тоа што значи? Тоа значи дека сите овие работи кои што ги кажав, али сумирани во еден термин, односно прво и основно не постојат внатрешно граници помеѓу државите, тоа е уредено со Шенген спогодбата. Понатаму постои голема соработка помеѓу државите членки во различни сектори. Например, имате соработка во правосудството, меѓусудска соработка, полициска соработка, соработка на безбедносни служби и така натаму, која што мора да биде на највисоко ниво. Тоа се сите постмодерни елементи. Понатаму во делот на надовршната политика, Европската унија не користи она што се нарекуваат hard power инструменти или на пример инструменти на тврда моќ како што е пример армија, војска и така натаму, туку користи економија, дипломатија, капитал, free trade, нели? Соработка во основа со еден збор и тие се сите елементи на еден постмодерен субјект. И релевантност, како што кажав, на внатрешните граници, соработка со трети држави, значи Европска унија наспроти други држави и така натаму. Но есенцијално во суштина, во своето јадро, Европската унија е модерен субјект, а модернизмот во теоријата ги прифаќа и ги третира државите како главни субјекти. И затоа, како што го почнавме разговорот со Европскиот совет, тоа ви е најексплицитно кажано вака илустративно, дека Европската унија е постмодерен субјект со свое модерно јадро, бидејќи се уште моторот е во државите членки, а не во Европската унија. Сега во однос на другите како евентуални членки. И ние како евентуални членки, точно така.
ќе имаме полно право како сите останати други држави членки на Европската унија, како и моќната Германија, Франција, Холандија, така и Македонија. Така. Ги има истите права како и овие држави. Интересно е да се каже дека секоја држава различно придонесува во финансиска смисла во Европската унија, тоа зависи од нејзината финансиска моќ. Така. Но не секоја држава членка исто добива. Например, имаме ситуација во Европската унија каде што најмногу добиваат оние кои што најмалку придонесуваат и тука ја ставам и Македонија. Бидејќи Македонија дефинитивно Не како може да членка даде колку не може да даде Германија. многу. Не, Германија е прва во придонеси на Европската унија, втора беше Британија, пред излезот трета е Франција, па Холандија и така. Ние кај би биле? Ние би биле меѓу првите како нето корисници на помошта од Европската На унија. асистенција. Меѓу првите како Так. нето корисници, тука се меѓу другото сите овие Хрватска е тука, Значи, Словенија оние е на кои им треба тука. развој. Точно. Бугарија вие класичен нето корисник на ЕУ буџетот и така натаму, така да ние Македонија нема што да изгуби, напротив, ќе добие. Напротив, ќе добие. Глупости му ветите дека како влагаме у ЕУ и Да. сега буџетов ќе ни го цицаат. Не, тоа нема никаква врска с оглед на тоа што и буџетот на Европската унија, буџетот на Европската унија, ако го кажеме вака како цифра, можеби ќе не речи многу е голем, тоа не е голем никаков. Буџетот пример за оваа година 19-20 година е 168 милиарди евра, од кои што 153 милиарди евра се они payments. Значи 168 милиарди евра се предвидени буџетски ставки Така. за сервисирање на буџетските обврски како commitments, а останатите 153 милиарди евра се оние веќе таковните исплати кои што се прават и досега, бидејќи буџетот на Европската унија се креира со план, се нарекува тој план Multi-annual Financial Framework или повеќегодишна финансиска рамка кој што се прави како проекција од 5 до 7 години. И тука се предвидуваат ставки на различни кои се приоритети на Европската унија. Сега како се формира тој буџет на Европската унија, го формира во најголем дел или во најголем процент се формира преку придонес или контрибуции од страна на државите членки. Така. И тоа зависи процентуално од висината на она што се нарекува Gini, односно Gross National Income или бруто национален приход на секоја држава членка. Што поголем, Прва е повише- Германија, што поголем, ќе дадеш. повеќе придонеси. Што помалку даваш. Да, нашиот бруто национален приход е екстремно мал во споредба со нив. Екстремно мал и така да ние добиваме во секој случај. Да, Бидејќи буџетот на Европската унија и во литературата и генерално се нарекува уште инвестициски буџет. Инаку големината на буџетот на Европската унија е 1% од вкупното Gross National Income на цела Европска унија, 1% од целокупен бруто национален приход и 2% од јавната потрошувачка на цела Европска унија. Така да тој е релативно мал процент. разбирам. И она што Има е многу за нивно трошење земјиве. има Не многу, него vast majority онака од Да. буџетот си им е за нивно во секој случај, бидејќи како инвестициски буџет тој е наменет за две главни цели, а тоа е прво надополнување на националните буџети, поддршка на националните буџети, значи ЕУ ги поддржува преку тие пари националните буџети Ама на на овие што државите им треба членки. поддршка. Да. Пред. Па генерално да, Нели? генерално да, секако на оние нето корисници така да ги наречам. Така. И секако за финансирање на приоритетите на Европската унија кои што ги договориле сите држави членки. Тие се два главни правци на кои што се трошат јавните пари на Европската унија. Инаку тука исто така и преку буџетот и креирањето на буџетот и висината на буџетот може да се види дека повторно Европската унија како Европска унија е немоќна, да повторно зависно од државите членки. Тоа е тој спорен момент. Кога настапи глобалната финансиска рецесија 2008 година и должничката криза во Европската унија, каде што беа погодени Португалија, Италија, Грција, Шпанија, во тој случај проевропските структури во рамки на Европа и Европската унија и оние еврооптимистичките започнаа да заговарат создавање на автономен буџет на Европската унија кој што ќе биде независно креиран од државите членки, за да може да се менеџираат такви кризи. Бидејќи во секој случај во должничката криза во голема мера, ако бидеме отворени, се реши или се менеџираше со голема помош на Германија.
конкретно знаеме за односот на Германија кон грчката економија и така натаму и така Так, натаму. да. И оние сите вицеви кои што беа тогаш поврзани со сето тоа. Да. Како? Постои различни начини, мора да се најдат извори на приходи кои што ќе бидат ексклузивно на ЕУ, кои што ЕУ директно ќе ги трпи. Например, Такво нешто не дојде. до такво нешто не дојде, А како точно, би можела да бидејќи биде има сериозно независно? противење од државите членки. Така. Не можете да ги направите тие крупни револуционерни чакори, доколку тоа не го одобрат или тоа не помине кај државите членки. Затоа и не дојде. Прво тоа би биле извори кои што се строго ексклузивно за Еу. Унијата. За И заради Унијата, тоа да. и би влегле у тој буџет. Точно. Да би било извор за нешто домашно, нема да влегува Да. во тој ексклузив. Пример е многу интересно, како пример се зема, Ајде. покрај овој најголемиот процент од буџетот кој што се полни од придонеси на државите, тука имате уште неколку други ставки кои што се минорни во секој случај, постојат, но се минорни. Еден од тие извори се всушност царинските давачки кои што ги плаќаат увозници од трети земји кон Европската унија. Добро. Од надвор, например, од Аргентина во земја на ЕУ. Бидејќи внатре во ЕУ не постојат царини. Тоа сме го правиле и ние, веројатно, претходно, пред да имаме Да. царински олабавувања. Точно. Точно во секој случај. И сега таквите царински давачки, бидејќи Европската унија е надворешна граница, Мгм. ги добива Европската унија, но тие се мали средства кои што влегуваат во тој буџет на ЕУ, да го наречем. Во секој случај, доминантна мера, тој се полни од контрибуции на државите членки. Јасно. Какви контрибуции мислите на На придонеси овие за кои што Аха. да. Државата што си го полни буџет. Добро, ама спомнавте дека има договорот Лисабон, така во Лисабон има служи како некаков устав на Европска Да. унија, така. Сега тоа не наметнува некакви си регулации и правила врз земјите членки на Европската унија. Земјите членки можат целосно автономно да си одлучуваат за себе каква политика ќе имаат, нели тоа го кажавте? Меѓутоа што вклучува, што содржи во овој договор? Не, зависи што мислите по тоа, одлучуваат самите по себе каква политика ќе Добро. имаат. Видете, кога станувате држава членка на Европската унија, вие прво и основно ги прифаќате тие елементарни копенхагенски критериуми, Така? кои што имаат економски, политички и правни Принцип. елементи, принципи. После тоа кога го започнувате вие пристапниот процес, вие веќе вршите реципирање или прифаќање, преземање на законодавството на Европската унија. Затоа не случајно се вика дека најсилното оружје на Европската унија е правото. И таа е всушност нормативен хегемон. Таа преку нејзините норми, кои што се и вредносни норми во исто време, Така? таа врши трансформација на општествата кои што нив ги прифаќаат по нејзина лика и прилика. Тоа е поентата. И тоа се нарекува трансформативна моќ. Тоа го прави Македонија. Да. Значи ние прифаќајќи го законодавството на Европската унија, ние треба да се трансформираме од внатре, да го трансформираме општеството и државата. Може со примери? Да, Што сега менуваме? на пример, само ова Сара да завршам, со тоа што ние ги прифаќаме тие норми и вредности, ние генерираме на рамка национална во чии контекст ние ја креираме нашата внатрешна домашна политика. На пример, исклучок од тоа, од секое правило постати случоци, имате ситуацијата со Унгарија, Па тоа ми беше начело, следното прашање. сега со за Виктор тоа. Орбан. Мгм. Многу интересно што на пример Унгарија полноправна членка на Европската унија со сите прифатени вредности, норми и стандарди на ЕУ, И бенефиции, све живи. бенефиции и таа нето корисник исто така. Унгарија е една од државите кои спага во таа категорија нето корисници на финансии од страна на Европската унија. Виктор Орбан пред неколку години излегува на еден јавен говор во универзитетот во Будимпешта, чинам дека беше, а потоа тоа се прави, тој говор го држи во Романија, мислам дека беше така. И тој вика дека либерализмот е мртов, време е ние да создадеме таа нова и либерална демократија. Па сега тој, не знам, бара соодветна етикета како да ја наслови својата доктрина, брендинг, некој дали види национален конзервативизам, дали да види христијански конзерватизам и така натаму и така натаму, да се брендира всушност, а тоа во основа е и либералност. Тоа е рушење, суспензија на либералните вредности на демократијата и тоа е Спротивно на вредностите на Европска унија. Фундаментално во спротивност, така. бидејќи Европската унија ги акцептира или ги прифаќа, ги афирмира либерално-демократските вредности на современата цивилизација, кои што базично се вградени и во повелбата на Организацијата на Обединетите нации. Така. Покрај Обединетите нации и Европската унија
е еден од оние субјекти во светот кои што најревносно ги афирмираат и ги нагласуваат тие вредности, се борат вака за тие вредности, ги застапуваат тие вредности, а сега вие имате на Орбан на Унгарија, значи таа земја членка на Европската унија, не е основачка на Европската унија, бивша комунистичка држава, сателит советски, кој што вели го кинувам јас тоа што се рекува либерално и воспоставувам некој тип на илиберална или нелиберална демократија. Сега само за пошироката јавност да појасниме вака накратко што значи тоа либерална, нелиберална. Ова нема врска со партиски идеологии и либералната демократија. Тоа се веќе идеолошки концепти или политички концепти, идејни концепти кои што во себе подразбира афирмација на човековите права и слободи. Суштината на либерализмот во современа смисла после Втората светска војна е меѓу другото вистинското поимање на човековите права и слободи и вградување во еден демократски контекст, бидејќи демократија без либералноста, без човековите права и слободи нам не е многу од корист. Таа може да се сведе на што се нарекува апсолутно, таа ќе се сведе само на процедура за избор на власт, на ништо повеќе од тоа. Тоа би случајот во Русија, например. Тоа би случајот, например, во Турција. Така. Сите оние држави каде што пројавуваат и либерални тенденции, значи суспензија, укинување или брутално кршење на човековите права и слободи. А да не зборувам за други држави кои што се фундаментално автократски и тоталитарни, како што е например една Кина. Во Кина и да имате демократија, вие онај либерален сегмент никогаш нема да го имате. Бидејќи таму, знаете, кога слободата на мислата, на изразувањето брутално се неутрализира, да речем се уништува, што останува за сите останати елементи во тој корпус на човекови права и слободи, бидејќи човековите права и слободи во современите либерално-демократски држави, како што е впрочем и Македонија, треба да бидат беден против автократската или против автократските амбиции на која и да било власт. Тие се главната заштита наша. Тоа е суштината. Инаку доколку вие нив ги суспендирате, вие немате ништо. Имате вие празна лушка. Ние општествено се штитиме за години што ќе дојдат. Апсолутно. Децени, апсолутно. Не дај Боже, нели дојде некој автократ условно речено. Не, апсолутно. Во однос на Унгарија со Орбан има различни ставови, доколку Унгарија не била членка на Европската унија, таму цел би била драстично полоша. Така. Бидејќи тој сепак функционира. Ова е интересно. Да, значи, ова е интересно. Има механизми со кои што колку толку се прави нешто. Колку толку, би рекол, Кои значи се механизмите, например, колку какви толку, рестрикции Европска има рестрикции преку земање на право на гласање во определени сегменти, има финансиски казни, некои исклучување, но нема бркање на државата членка, така. Нема исклучување од членство. Човек што сепак ептен добро ја познаваш ЕУ, мислиш дека ќе дојде момент кога што Балонов ќе пукне, тоест ќе пукне филмот на ЕУ и ќе пристапат порадикално према? Не може порадикално, нема механизам. Нема механизам за порадикални мерки. Тоа се случуваше со Унгарија и со Полска се случуваше. А тогаш кај кикснале по они? Знаеш како е таму ЕУ? Да. Мислам со процесот со Унгарија. Кикснали со Полска. Добро, да. Полска е голема и во број население голема земја. И во Полска владата што го прави, можам да кажам дека тука веќе рамо до рамо со Виктор Орбан. Само некако Орбан можеби е, не знам, поекспониран. Да, поекспониран. Па добро, Орбан и различно почна во однос на тоа како заврши, затоа полска политиката веќе е јасна. Орбан почна како либерал. Да, Орбан почна како либерал, точно. Ова е супер дека ептен немаме време, да многу интересно муаветов. Ајде да се вратиме на нас, тоест на еволуцијата институционална, ако воопшто ја правиме, што не очекува сега. Или ние сме едноставно до овој момент супер структурирани институционално во однос на ЕУ, така да нема да треба. Не, добро, тоа мислам дека имаме добра база, база, треба да се консолидираме. Мислам треба таа база да се закрепни, да се прошири, да се засили во секој случај. Тоа значи работа на препоракиве што ги добиваме како судство, како слобода на медиуми и тие работи. Дефинитивно. Треба да сватиме дека толку тие препораки ги добиваме за наше добро, буквално, и не треба нам некој друг да ни каже дека ние навистина мора да преземеме нешто во делот на владење со правото. Така е. А тоа е во делот на правосудство, дека нешто мора да преземе во делот на образованието, основно средно високо образование, кај што заостануваме најмногу. Дека треба да преземе во здравствениот систем, каде што очигледно имаме сериозни проблеми. Така, гледаме и Периодов. Така да
Некако Европската унија само треба да ни биде дополнителен стимул, Така. кој што нам треба да не насочи да тргнеме по-ревносно, по-одлучно кон санација на нашите институции. Европската унија вас треба да ви помогне да ги санирате, консолидирате и унапредите вашите институции. Така. Тоа е поентата. Што не очекува како учесници у структура од ЕУ кога ќе влеземе? Пример, Да. знаеш, малку да ни објасниш околу парламентот, па Да. како бираме Така. ние член Мисијата. таму, што прави тој член таму, што знаеш. Да. Во кратки црти. Европскиот парламент е едно од оние супранационални институции на Европската унија, тоа наднационални, кои што се формираат преку општи непосредни демократски избори од страна на сите граѓани на Европската унија кои што и се полнолетни, односно имаат право на глас. Значи ќе се излагаме на избори. Ќе се излагаме на избори, Ко до сега. точно. Добро. Само И ќе бираме? гласаме за избори за пратеници во Европскиот парламент. А таму колку на број би биле? Европскиот парламент, како таков, инаку само вака да кажам, за прв пат спроведува директни, односно општи непосредни избори во 1979 година. До претходно нив ги именува националните парламенти. Така, без Представниците без избори од 79 година се избира на избори, на редовни избори. Тие имаат мандатен период од 5 години. Европскиот парламент има свој председател и подпредседатели. Председателот на Европскиот парламент е многу интересен, има мандат од 2,5 години. Во моментов е италијанецот Дейвид Сасоли. А зашто вие се 5, овие 2,5? Кој е? За се обезбеди некој флоу, некое движење, да нема закотвување на една структура. Влеговме ние за Добро. 5 сега Да, и да, да. председател. Да, има и другото, тој контрола на државите членки врз ова супранационална институција на еден начин, значи не ја оставаат да биде комотна. Да, премногу, одлично, браво, да. добро. Тоа го прават. Инаку кај Европскиот парламент, согласно Лисабонскиот договор, е предвидено да брои максимум 751 член. Парламентот од сите заклучно со се председателот на парламентот и неговите подпредседатели. Инаку во моментот актуелниот состав на Европскиот парламент има 705 пратеници и е втор по големиот парламент во светот по број на пратеници, прв е Индија. Тој има 788. Индиската, добро, Индија има Огромна земја. Да, Да. и федерално уредена, базично. Европската унија не е федерација, не е ни конфедерација, Така. таа не е ни држава, но не е ни Така. меѓународна организација, таа е Така. комбинација некоја. Така. И во мојата прва книга, поранешниот амбасадор Ерван Фуереми беше автор на предговорот на мојата прва книга и тој несвесно дава една многу добра формулација, дефиниција што е тоа Европската унија во неговиот текст. И тој пишува дека Европската унија представува заедница на 27, тоа време 27, сега повторно 27 суверени држави членки. И тоа е Така е. вистина. Така. Тоа е така. Наедноставно. Тоа е така. Заедница на 27, сега пак, суверени држави членки. Европскиот парламент, внатре мандатите во Европскиот парламент, се избират, како што кажав, пратениците на избори, но како се врши распределбата, тоа е принцип на една дегресивна пропорционалност. Тоа значи дека не може тој број вечно да расте и најголемите држави со најмногу народ, со најмногу население да имат најмногу, тие секогаш ќе имаат најмногу, Добро. во секој случај ќе имаат најмногу, но што е поентата со Лисабонскиот договор е тоа веќе ограничено и се вели дека минимум една држава може да има 6 пратеници, минимум, Добро. а максимум 96. Океј. И како И се затоа тука е одредува? таа Така. дегресивна пропорционалност, бидејќи и да има веќе повеќе гласови од Германија, да речеме, или од една Полска, ако се достигне тој плафон 96, запира на 96. Јасно. А ако има капацитет, пример, предпоставено математички да тера до 130 представници. Како ќе одредат сега, за нас дали тука ќе нема- 6, 7, 8, 10? Така Па се. Македонија ќе има мислам 6 до 8 пратеници, Така? отприлика, да. 6 до 8 пратеници би било. Сега интересно е што тука не постои некоја јасна математичка формула Нема за алгоритам, определување, некој? нема алгоритам некако, нема некој алгоритам, но оди во принцип на распределбата на мандатите се мери во однос на добиените гласови вкупниот број на мандати во Европскиот парламент. Ако треба со 751, процентуално колку би било да определена држава членка. Океј. Тоа е некоја единствена математика Зашто која одлучуваат они? се Зашто користи. заседаваат? Кој Сега, реков дека е супранационални, наднационални, сега ќе речи некој, значи тоа е најстрашното тело, напротив. Европскиот парламент вие најфиното. Најфината Најмекото. институција, најмеката, најнемоќната
институција во Европската унија, затоа е супранационална. Значи државите членки знаат што прават. Така, да. Мокта ја ставаат во своји раци Да, понатаму, но не и во оние институции каде што претпоставам некој ќе може да им одземе. Така. Тоа го каже уште Романо Проди, еден од познат вака во јавноста председател на Европската комисија, на една од најуспешните европски комисии беше токму Романо Проди. И тој вика дека моќта во Европската унија треба да биде лоцирана во Европската комисија и во Европскиот парламент. А ова што се прави вели сега со Европскиот совет, тоа е брутално рушење на таа идеја за европското единство. Европскиот парламент, Ова што го спомнавме пред. точно. Европскиот парламент е секаде нормално присутен во функционирањето на Европската унија во секој случај, но есенцијално се заборава една клучна работа, што тој не е единствен законодавец и многу интересно, пример во компарација со националните парламенти, е тоа што пратениците немаат право на иницијатива. Пример во македонскиот парламент и согласно уставот, едно од основните права е правото на иницијатива на пратениците. Значи секој пратеник во македонското собрание може да поднесе предлог за закон. Така. Во Европскиот парламент тоа не постои. А кој ги Па како да? Единствен кој што може да предложи донесување на европски закони, во наводници ги ставам закони, а тоа се регулативи, директиви се нарекуваат и други типови на легислативни акти, тоа е Европската комисија. Океј, тоа се више друг И субјект. со Лисабонски, да, Европската комисија, која што има мандатен период од 5 години со свој председател од 5 години, во моментов председател на Европската комисија е Урсула Гертруда фон дер Леен, германка, логично. Така се наметнува. Европската комисија ви е извршна власт на Европската унија или европска влада, Така, или кажем. далеко од влада. Ингеренциите на нашава влада е Извршна власт. различно нешто, така? Ингеренциите на македонската влада се далеку поголеми неголи на Европската комисија, тоа сакам да кажам, така да мислимете дека сме моќни. Европската комисија е главен предлагач на овие европско законодавство, регулативи и директиви. А ги гласаат во парламент. Да, значи. Сега ќе ви објаснам. И исто така со Лисабонскиот договор е формирана така наречена European Citizenship Initiative или Европска граѓанска иницијатива, која што исто така представува извор за предлагање на закони, но во 99,9% од случаите Европската комисија на која што е главна во тој дел, инаку Европска граѓанска иницијатива имаат право да поднесат најмалку 1 милион избирачи на Европската унија и да поднесат барање до комисијата за донесување на правен акт. 1 милион. Најмалку 1 милион, најмалку 1 милион. Да се собереме, мора. Да, дефинитивно. Да се потпише, Но тоа е на ниво на Европска унија, на ниво на Европска унија. Јасно. Нас може да се Европската комисија ги предлага правните акти кои што треба да се донесат. Тоа се нарекува редовна законодавна постапка или ordinary legislative procedure. Се поднесува, Европска комисија го поднесува својот предлог до Европскиот парламент, понатаму и до Советот на ЕУ. И тука веќе имаме она што се нарекува, и јас се нарекувам така, триангулација. Тоа е однос или комуникација, интеракција на најмалку 3 субјекти во рамки на Европската унија. Тука ги имаме Европската комисија, Европскиот парламент и Советот на ЕУ. Овој со министрите совет. Така. Инаку, само да објаснам, на почетокот споменав, бидејќи Советот на ЕУ има законодавни ингеренции, а не само Европскиот парламент. Под предпоставено, Европската унија да биде федерална држава, под предпоставка. Иако не е. Се разбереме. Да. Европскиот парламент би бил долниот дом, односно домот, каде што би биле представени граѓаните на Европската унија, а Советот на Европската унија би бил горниот дом, конзилиум или сенат, каде што се представени државите членки на Европската унија. Тоа е предпоставено. Сега, бидејќи таа нема федерална структура, нема устав, нема така поставена хиерархија, овие две институции лепдат некаде вака во некој паралелно, една со друга, и двете учествуваат подеднакво во тој процес на донесување на регулативи и директиви. Како акти на Европската унија на иницијатива на Европската комисија.
или на најмалку или на таа Европска граѓанска иницијатива која што повторно оди преку Европската комисија. Јасно. И сега овие да речеме европарламентарците, тие се состануваат во Брисел. Да, седиште на две седишта имаат, Европскиот парламент и во Страсбург и во Брисел. Поентата е да се менува и тука се прават огромни трошоци во преселба. Да, бирократија огромна. Апсолутно. Подобро за бирократија, чисто како податок ете вака. Администрацијата или тој што се нарекува став на Европската унија, генерално се 32.000 лица ангажирани од страна на Европската комисија, 7.500 лица од Европскиот парламент и 3.500 лица од Советот на ЕУ. Машал. Македонија има 4 пати повеќе администрација од Европската унија. Така е. Во однос Не на 4 луѓето. пати, нешто помалку 4 За пати. лаичко Така. прашање, глупо прашање, тие мислам живеат во државите членки, па патуваат да се состанат таму. Ти живеат во државите членки, живеат во Брисел, најмногу. Во секој случај сите овие институции имаат свој седиште и во Брисел. Например, Европската комисија и во Брисел и во Луксембург. Парламентот во Страсбург и во Брисел. Европскиот совет, како најнова, само во Брисел. Европската централна банка, каде? Германија, Франкфурт. Секако. Да. Судот на правдата на Европската унија, тоа е судот на ЕУ, е во Луксембург. Така, и тоа е различен од овој што е судот. И тоа е сосема различен од судот во спомнуваме. Страсбург. Тоа е Европскиот суд за човекови права во рамки на Советот на Европа. Council of Europe како посебна меѓународна организација во која се членуваат и други држави надвор од европски континент. Многу кратко, бидејќи стварно сме ептен при крај. Председателство може исто у кратки црти да ни го објасниш? Председателството Што носи тој што председава, Да. дали може да влијае во нешто, да промени? Вака, председателството се несува во рамки на Советот на Европската унија, инаку Европскиот совет, согласно Лисабонскиот договор, има свој председател со мандатен период 2,5 години. И со право на реизбор, сите имаат овие право на реизбор. Инаку Шарл Мишел е сега председател на Европскиот совет. Додека пак Советот на Европската унија го зачувува тој стар принцип на ротационо председателство на секои 6 месеци. Тој е во тој совет. Инаку председателите на Советот на Европскиот совет конкретно, на тоа друго тело, шефови држави и влади, има менаџерска улога и координативна. Значи да ги креира дневните редови на седниците на Европскиот совет, да менаџира со нив, да учествува како помагач, медиатор во евентуално антагонистички позиции на државите членки, омекнувањето ставови, олеснувањето компромис или консензус во рамки на Европскиот совет, како старешини, така да. Да, али нема некоја, не знам, голема моќ. Да, не може директно. Некоја голема политичка моќ. Бидејќи ќе му кажат кој си ти. Да, брати си се. Крајава, свести се. А додека пак кај Советот на Европската унија тука го имате тоа ротационо председателство, тоа ротира на 6 месеци. Секоја држава се обидува во планот за председателството да апострофира на определени сегменти кои што би ги развивала определени приоритети на Европската унија и тука достави свој печат. Политиките, планов да речеме сами си го прават. Па на председателството Кога ќе дојдеме ние некогаш да бидеме така нашите па, да. и ние сами треба да направиме. Генерално да, ние треба да доставиме печат, тоа го правиме во координација со другите држави членки, земајќи го во предвид интересот на Европската унија. Тука е моментот да се земат во предвид тие интересите на Европската унија и главните стратешки правци на движење на Европската унија. Пример, Европската унија за разлика од сите останати субјекти во светот е пример најревносна во тој вредносен сегмент и во сегментот на climate change, пример, inclusive growth, инклузивен раст и развој, одржлив раст и развој. Она што се нарекува Global Europe концептот, воспоставување значи на Европа во светот, во светски рамки, незината позиција во меѓународните односи, безбедноста и граѓанството, security and citizenship и така натаму, тоа се некои клучни параметри кои што државите членки ги земаат во предвид и кои што креираат свој некој наратив, што ме го преземат председателството со Советот на Европската унија. Инаку кај Советот на Европската унија имаше измени во делот на одлучувањето со Лисабонскиот договор. Споменав на почетокот, тој одлучува со просто мнозинство, одлучува со квалификувано мнозинство гласови и тоа квалификувано мнозинство гласови во рамки на Советот на ЕУ се постигнува доколку се изјаснат 55% од државите членки
со најмал опфат од 65% од вкупната популација на населението. Аха. Значи 55% од државите присутни во Советот на ЕУ мора да се изјаснат позитивно, Така. но сите тие да Мора да опфаќаат се најмалку направи 65% од вкупната популација на Така. Унијата. Мора да има check and balance с некој, тоа е така направено. Да. Но во случај доколку Советот на ЕУ, ова е така, доколку Советот на ЕУ постапува по предлог на високиот представник за надворешни работи, Јосеп Борел, тој е актуелен висок представник, или на иницијатива на Европската комисија. Доколку Советот на ЕУ не постапува на предлог на овие две институции и тела, во тој случај она 55% се зголемува на 72%. И во тој случај се донесува одлука со 72% афирмативно и повторната опфат од најмалку 65% од скупното население на Унијата. Така. За да има checks and balances, бидејќи кај Унијата се така е поставено, на кочници и рамнотежа, тука го имате и моментот на blocking minority се вика, или блокирачко малцинство, кое што може да блокира донесување на определена одлука, да нема мајоризација или надгласување. Тоа значи дека блокирачко малцинство се формира доколку најмалку 4 држави членки на Унијата се спротистават, но со опфат на популација 35%. Така. Значи не може најмаливе 4. Не може најмалите 4. Така. И ова што го кажа со 72% и 65%, тоа се нарекува засилено квалификувано мнозинство или reinforced qualified majority voting. И консензус е типично едногласно сите, инаку бидејќи малце комплексно ова за пресметување, Европската Унија направи калкулатор за тоа. Така да секој може и кој што е лаик, да пресмета околу како ќе се формира тоа квалификувано или засилено квалификувано мнозинство. Може да збориме уште многу и јас се надевам дека пак имаме шанса да збориме и за крај ќе ти даме една тешка задача. Можеш ли во некој 5, 4 нека се или било колку точки да ни кажеш ако си под претпоставка дека ќе си засукаме ракави и ќе си ги направиме работите што треба да ги направиме добро. Кои ќе бидат повторно ќе скокнам за 20 години или нешто така, бенефитите кои ќе ги добиеме од сето ова, ама во знаеш онака кои ќе бидат најглавните според тебе? Најглавните, најбитните се всушност најпрво консолидација и реинституционализација на нашиот политички систем. На нашите институции како држава, прво и основно. Меѓу другото, паралелно на тоа, веднаш се наметнува прашањето консолидирање на што се нарекува правосуден систем и воспоставување на судска власт во Македонија. И сите останати есенцијални сектори, да не ги отворам повторно, образование, здравство и така, кои што всушност ги користиме сите ние, сме нивни корисници. Наши за нас се тие. Наши за нас, точно така. Но, она што ме најбитно мене е стабилизација и консолидација на институциите на македонската држава. Тоа е клучно да се направи. Се останато финансиските, економските сегменти, тие ќе дојдат постепено. Тие самите ќе дојдат. Бидејќи, видете, вие не може да создавате здрава економија доколку вие немате владење на право. Тоа е толку суштествено поврзано. Значи, ако вас тука ви цвета корупција, организиран криминал, двојни, тројни аршини, вие не очекувајте да имате економски раст и развој. Значи, вие ќе имате економски раст и развој како во некои афрички диктатури, каде што се владее со златни калашникови, а не се владее со устав, со закон, со правосудни органи. Тоа е клучно. Значи, не сакам аз да бидам сега ова да биде клише дека судство, но клучно е дефинитивно за една современа држава да има владење на право и да се изградат сите оние претпоставки на правна држава. И тоа е болен процес. Тоа е процес кој дефинитивно ќе трае. Но и од нас зависи. Нема, како што спомна сам, нема они механизам да дојдат тука. Зависи, нивна ќе биде помошта и поддршката во институционална смисла, бидејќи Унијата е позната по она што се нарекува institution building, изградба на институции, таа нам ќе ни помага и преку нејзиното законодавство, но и преку асистенција, така, преку ноу-хау и на крајот финансиски се реализира точно така тие проекти. Но тоа е процес кој што ќе трае. Дефинитивно. Јас сметам дека тој процес ќе трае и откако Македонија ќе стане полноправна членка на Европската Унија, бидејќи не постои еден единствен рецепт за правна држава, па ние ајде ќе го препишиме од некаде, ќе направиме се за една недела готово имаме правна држава. Тоа не е така. Тоа е процес кој што бара многу инвестирање, бара промена на генерации, дефинитивно бидејќи промена и на мајндсет е во прашање. Не е само промена на менталитет, исто. Така, не е само да се донесуваат закони. Знаете, за да донесете закони е многу лесно. Но проблемот е тие закони да ги ставите во рамките на нашиот амбиент на функционирање и меѓу другото да туркате тие да се спроведат
дословно. Каков модел ние ќе избериме, мислам дека допрва ќе се отвори тоа прашање. И во сите останати сегменти, и образование, здравство, па и култура и така натаму, дефинитивно ќе мора македонската држава да се консолидира, да свати кои ни се нас вистински приоритети и што сакаме да постигнеме. Ако сакаме да градиме квалитетно образование, тогаш треба да ги поставиме главните премиси на квалитетно образование. И секогаш тоа за некого ќе биде болно, за некого ќе биде корисно, но долгорочно тоа мора да го предвидиме како цели, како импликации, дефинитивно како стратешки план. Тука ќе биде унијата секако да ни помогне. Инаку сите недилени дека се губи суверенитетот, вие влегувате во унијата, тоа е нонсенс. Мислам, не знам друг збор кој Да, јасно. да најдам. Тоа е нонсенс. Појасен не може да бидеш. Точно. Да, суверенитетот на So, невладење на правото, да речеме, може да се изгуби. На невладење на право дефинитивно може да се Да, изгуби, да, тука да. можам да гарантирам. И треба сите да работиме да се изгуби. Да тоа. се изгуби, да. Да, сите да работиме. Доктор Горан Ви Илич, благодарам. да, Благодарам вас. фала многу, декан на правен факултет на Свети Климен Охридски Битола. Побарајте го и на интернет Горан Илич, сигурно ќе има интересни работи, може и да го побарате да си направите конверзација, верувам, Може. и на социјални мрежи. Така. Така. Сара, И- добро беше ова. Одлично беше ова и Благодарам. да не заборавите да ги гледате и другите епизоди. Сите до една. Да, 10 се.